Велес центарот на Македонија, град со богато културно наследство, но колку е тој искористен како туристички потенцијал? Ќе се навратам на бројките од 2023, последни кои што се достапни, статистика, дека бројот на туристи од година в година се зголемува, а бројот на ноќевање или престој останува ист 1,01 ден, или кратко кажано, сите туристи гости во Велес се на пропатување. Токму на оваа тема, како да ги задржиме гостите барем нешто повеќе, ќе разговарам со Маја Басаровска, историчар уметности и туристички водич. Маја, бројките се тие со години не се поместуваат, очигледно не се поместуваат ни работите во градот. Како да ги задржиме гостите? Добар ден. Во моето искуство како туристички водич, значи најмалку тури што имам водено се точно во мојот град во Велес. Тоа е поради недоволна промоција на културните, историски, природни потенцијали што ги има Велес, да ги понуди на туристите и странски и домашни. Исто така и треба да се поработи малку на таа понуда, не само од страна на туристичките водичи, од страна на туристичкиот сектор, на агенциите, туку треба да се поработи и од страна на општината, на ниво на држава, да се промовираат и други туристички дестинации во Републиката. Значи, нашите туристички дестинации кои се промовирани и признати за странските туристи воглавно се Скопје, Охрид и евентуално Битола. Што го задржува вниманието на туристите во Велес? Интересот и вниманието на туристите ние имаме со што да го задржиме тука во нашиот град. Имаме културно наследство, имаме историски споменици, тука сме пред една од архитектонските најубави велешки куќи од 19 век. Треба да се промовира ова архитектонско наследство, значи тука е многу блиску до главната улица, исто така комплексот од другата страна на Вардар, каде што е стариот град, староградската архитектура која е многу интересна. Таа треба да се стави во некаква туристичка патека, треба да се обележи таа туристичка патека и треба да се промовира како таква. Се разбира, треба да се работи и на заштита на архитектонското наследство, што е случај со ова прекрасна куќа тука, за да можат луѓето да влезат во неа, да видат како се живеело во минатото, во 19 век и да го осетат тој дух на градот од минатото. Исто така имаме и тука е градскиот музеј и спомен костурницата која е многу интересна посебно за странските туристи, како еден вид на куриозитет и еден вид на нашето поново наследство од 20 век, од Втората светска војна, и како архитектонски објект, и како историски објект, и да речеме објект кој обележа едно времето на Југославија. А од македонските туристи, домашните, кои објекти се најинтересни? Најпосетен објект е куќата на Кочо Рацин, потоа другите спомен куќи, куќата на Васил Главинов, куќата на Касапови, поретко, и се разбира спомен костурницата која е на влезот од градот. Кога спомна за старата архитектура, во тој стар дел тие се три куќи блиску една до друга, но за жал малку искористени. Главинов, Касапови, Джинот. За жал малку внимание обрнуваме на старата велешка архитектура, таа се распаѓа, но што еве како прашање за вас, дали овој период последните 2 месеца, 3 сте ангажирани нешто да работите во Велес како туристички водич? За жал не. Прашањево е затоа што наутро кога дежураме на утринска програма, кога даваме првични информации, веќе неколку месеци во Велес доаѓа некоја странска туристи кои што доаѓаат во 15 часот, престојуваат во Велес, наутро во 7:30 заминуваат, значи имаат половина ден, ама не знам што може да видат во тој половина ден кога не ги користат услугите ваши, ниту пак биле во музеот. Се разбира дека овие туристи кои доаѓаат тука на ноќевање треба да се анимираат и треба да им се даде една алтернатива, една
прошетка низ градот, организирана или индивидуално по нивен избор, како сакаат. Се разбира дека овие туристи кои остануваат една година на пропатување, ако им се даде таа алтернатива и ако туристите се задоволни, има доволно содржина и интерес, може да прерасне тука да поминат повеќе време во Велес, например, таа вечер и другиот ден до пладне. Исто така, тоа може да додаде плюс уште еден ден да останат и во државата и во Велес, потоа и да ги посетат и веќе етаблираните туристички дестинации како Скопје или Винскиот регион, се разбира Охрид. Кога сум ке Велес за крај на овој разговор, освен градот, туку имаме и околината, го имаме езерото Младост, го имаме локалитетот Пешти, локалитетот Стоби, има што да се понуди, но очигледно дека маркетингот ни е слаб, имаме туристичко бюро кое што не работи со години. Треба да се работи на промоција. Се разбира, промоцијата е првото нешто кое туристите ги привлекува да дојдат во одредено место. Исто така, не треба да се застане само на промоција. Значи, се промовира државата, се промовираат чартер летови, се склучуваат договори со такви интернационални туроператори кои носат тука туристи од Европа и од светот да го видат овој дел на Европа, значи Балканот. Тие се тури кои вклучуваат повеќе држави, сепак ние треба да се бориме да дадеме што повеќе за да останат ден повеќе. Останува да очекуваме некои подобри ветришта, подобри времења, ма јас благодарам што бевте гостинка на програмата. Во некое следно видување со некои поубави вести, ви благодарам што бевте гостинка. Благодарам што ме поканивте. Значи, треба секој да направи еден чекор за да може да се направи оваа приказна, која е приказна на сите нас, не само на Велес, туку и на Македонија. Да, тоа беше Маја Басаровска. За крај да кажам дека има една прекрасна иницијатива од советник во општина Велес, кој што бара онаа гемија со која што се плови до Гевгелија на Вардарската регата да се постави како пловен објект во центарот на Велес под Мало Мовче, како туристичка атракција. Вели приказната се продава и ќе има бројни туристи кои што тоа ќе сакаат да го видат. И тука би се одјавил ова утро. Студио